Господине Акимовски, зошто претрас? Имате ли објаснување што всушност се случуваше денеска? Па, финансовата полиција веќе 3 месеци ги малтретира вработените од општина Карпош, особено оние кои што се во секторот за јавни набавки, комисијата за јавни набавки, како некој не би прифатил да посведочи дека за еден предмет не е земена банкарска гаранција, дека тоа било наводно направено под мој притисок. Значи, сите до еден кажуваат дека апсолутно нема таа работа никаква врска со градоначалникот, нити пак и јас имам врска било каква со банкарската гаранција, и во вториот случај фирма која што не го испочитувала договорот, сме го раскинале договорот, сме ги дали на суд за надомесна штета, службите исто така забравиле да активираат банкарската гаранција, и во едниот и во други случај нема апсолутно баш никаква врска со мене како градоначалник. Во првите два случаја се работи за општинските бараки со фирма која што сме ние веќе 5 години на суд, и можете замислите, ние не можеме да се добраниме од нападите на таа фирма. Сега очигледно дека се здружиле заедно и со финансовата полиција и со судството. Како да ви кажам, суđено јарцу да носи рогове. За све сме подготвени, што треба, им стоиме на располагање. Максимално ќе се работуваме со истражните органи да се рачисти оваа работа. Дали смитате дека ова што денеска всушност се случува е некој вид на политички притисок пред престојниот референдум? Апсолутно, тоа е причината. Значи, политички притисок пред референдумот и се она што тие ми се закануваат веќе наназад 5 години. Но сакам да им порачам јасно, граѓанската опција за Македонија, дали јас ќе бидам жив или мртов, нема да излезе на овој референдум. Подготвен сум за сите проблеми што се подготвени да ги прават, да ги стоечки да ги издржам и апсолутно ќе ги издржам, и сметам дека ова е една ненародна власт која што очигледно се здружила со криминалци за да наводно бркаат криминал за работи кои што апсолутно немаат никаква врска со мене како градоначалник. Да потсетам, јас потпишувам одлука за јавна набавка, јас потпишувам одлука за избор на најповолен понудувач, јас го потпишувам договорот со фирмата, кој потоа фирмата на потпишан договор од мене оди во банката да земе банкарска гаранција. Значи, следно моје видување на исполнување на тој договор кој ќе се донесе кај мене ситуации, што значи во тие фази се обврски на службите и нема никаква врска со Стефче Акимовски, но како да ви кажам, не сте крив зашто сте крив сте кога треба да бидете крив. Очигледно на оваа власт и требаат виновници за незината неуспешна политика, и тие се денеска овде во мојот дом, во домот на моите деца, претходно каде што сум живеел и така натаму. Дали имате најави за ваше евентуално можно приведување или било каква полициска друга постапка? Мене ми е жал што морам на македонската јавност ова да го соопштам. Веќе ме известија од судството дека е напишано решение за моје спроведување. Жалосно е што мораме да кажеме, меѓутоа тоа е тоа. Што и да биде, ние сме подготвени да се носиме со ситуацијата во која што се наоѓаме.